Во тек се локалните избори, а денес разговараме со еден од кандидатите за градоначалник на град Скопје, Амар Мициновиќ. Амар, добри дојде. За почеток, дали може да ни кажете што ве мотивираше да се кандидирате за градоначалник на град Скопје? Тоа што мојот град Скопје е во ужасна ситуација и јас како еден човек кој е роден во 90-тите, јас се што знам е еден град кој не ги исполнува должностите кои ги има кон своите граѓани. Во изминатите 30 години мислам дека сите скопјани го делат моето мислење и во однос на тоа дека јас бев советник во најдисфункционалниот совет во историјата на Скопје, тоа е овој мандат со градоначалничката Данела Арсовска, увидов што значи да има отуѓена власт од граѓаните на Скопје и што значи тоа за самите граѓани, за 600.000 луѓе кои беа оставени во еден меѓупростор помеѓу политички превирања кои не им дозволија да живеат на вистински начин. Како го оценувате моменталниот систем во градот и кои се најголемите предизвици за граѓаните? Со доза на умереност моите против кандидати едноставно ја немаат увидено работата во град Скопје на таков начин, особено што сметам дека ако им се дозволи повторно на истите блокатори на народната волја да владеат со град Скопје, тогаш можеме да очекуваме уште многу полоши 4 години. Кои се конкретните мерки кои би ги презале за да се подобрат условите во јавните предпријатија? Во нашата филозофија градот има неколку елементи, тоа е елементот на самите институции, ние ги имаме град Скопје и неговите институции, понатаму имаме тоа што е едноставно моторот на градот, тоа се неговите работници и службеници кои секојдневно ги обавуваат работите и тоа сето е во една визија наша која треба да ги окрупни тие капацитети на институциите и на поединечните обврски кои мора да ги прави градот. Нашата поента е да се симнеме потполно доле на земјата и да ги согледаме, да го согледаме секојдневното човечко искуство во град Скопје и по него да се водиме. Господин Мициновиќ, од кој скопско мало сте? Од Чаир, од Чаир. Би го менувал за Чаир? Дали би го менувал за друго мало? Па да, сега веќе да. За жал, тоа е тешко да се признае, ама да, Чаир, јас имам доза на локален патриотизам, затоа што Чаир и Центар се единствените две општини на централното градско подрачје. Тоа е всушност единствените општини кои немаат рурален дел и тие се потполно во центарот на градот и некако е замислено дневната на централното градско подрачје да биде центар каде што се институциите, а спалната таму каде што живеат луѓето да биде Чаир. Ама Чаир е сега узурпиран, речиси уништен, условите за живот се девалвирани, не одговараат на еден достоинствен живот за кој треба да им се пружи на чаирчани, затоа и би го менувал Чаир за Скопје. Дали тоа значи дека Чаир ќе ви биде најголем предизвик? Најголем предизвик ќе ми бидат многу мала. Например, еве, искрено знаете по што може да ни биде најголем предизвик Чаир и тоа што мене најмногу ме боли, што никој не зборува и тоа искрено не можам ни да ви кажам дека може да се понуди експресно решение, тоа е дека Чаир има фавели. Има делови на општината каде што се живее субоптимално. Значи тоа се Дижонска, тоа се Серава, тоа се Газибаба, тие мала, тоа е субоптимално живење, нема добра инфраструктура и тоа повеќе задира во ингеренциите на општина Чаир, но ние имаме една филозофија, значи граѓаните сите се на град Скопје, па дали се ингеренциите под општина Чаир или под општина Кисела вода или која и да е, ние би се залагале за сите граѓани подеднакво. Најголемиот предизвик ќе бидат големите проблеми за скопјани, тоа е јавниот превоз, загадувањето и така натаму. Како планирате да ги оживеете јавните и градските институции? Нашето најдлабоко верување е дека во град Скопје, во градските институции, градските предпријатија има неверојатен научен, човечки и институционален потенцијал кој треба да се ослободи од прангите на политичкото влијание. Првото е нешто што би го направил како градоначалник е да би се сретнал со сите работници на јавните предпријатија, затоа што пред се треба да се подобрат условите за работа во јавните предпријатија, да се реформираат јавните предпријатија и нашата замисла е дека директорите на јавните предпријатија би требале да имаат објективни цели кои ќе ги исполнуваат во однос на макро едноставно пошироката слика во предпријатието, тоа намалувањето на непродуктивните трошоци, намалувањето на долгот, подобрувањето на финансиската состојба на предпријатијата. Сметаме дека предпријатијата се намерно оставени хендикепирани за да не даваат добри услуги и да се оправда нивното приватизирање. Говоревте за изградба на фотоволтаична централа за водоводот. Колку реално е тоа остварливо и кога граѓаните може да очекуваат резултати?
Моментално ЈП водовод и канализации троши 20 до 25 милиони денари месечно и ги плаќа на приватни снабдувачи со струја. Нашата идеја е дека треба да се направи фотоволтаична централа, 10 мегаватна фотоволтаична централа која би покривала 63% од трошоците за струја на месечно ниво за самото предпријатие, кои рековме дека се во вредност од 20 до 25 милиони евра. Пазарната цена моментално за изградба на таква фотоволтаична централа е 7 милиони евра. Овие средства, освен тоа што може и градот да ги добави преку фондови или преку капитални расходи за предпријатието, сметаме дека и со поголема наплата на сметките на водовод, кои се моментално на едно мизерно ниво, т.е. 40% само од фактурираните средства се наплаќаат, со зголемување на наплаќањето имаме идеја како тоа да се направи. Моментално ние не сме обесхрабрени од такво сценарио, иако можеби јас најдобро знам за такво сценарио, бидејќи сум присуствувал на многу седници каде што тоа се случувало во град Скопје, каде што имало дисконтинуитет помеѓу градоначалникот и советот, ама тоа нас не обесхрабрува, затоа што не може ние да дозволиме како општествени чинители да не стави ВМРО до зид и да не обесхрабри воопшто да настапуваме на избори и да пробаме нешто да смениме за нашите граѓани. Моментално ВМРО не има ставено во позиција да цела јавност очекува и да биде уценета, да победи нивниот кандидат за да нема обструкции во Советот. Тоа треба на нас да ни биде едноставно аларм дека оваа партија е штетна по интересите на градот и во највулгарна форма ние моментално зборуваме што ако ВМРО полуди. Не ни интересира. Тоа треба да биде државна политика, координирана, затоа јас како градоначалник, уште од сега велам, јас ќе соработувам со владата за доброто на граѓаните. Мене не ми е пресудно дали ќе се исполнат интересите на ВМРО или на левица, но мене ми е пресудно град Скопје повторно да едноставно да биде функционален град. Кои се вашите приоритети за јавните простори, тротоарите и хигиената во градот? Пред се ни требаат јавни простори кои ќе бидат free of charge, значи непрофитабилни, тоа се јавни простори како паркови нормално, јавни простори како долгорочно сметаме дека треба град Скопје да има саем кој ќе биде во управување на градот, кој ќе има простори кои ќе може да бидат достапни за граѓаните и патем треба да се води сметка за урбаната опрема која се поставува во град Скопје, да не го загушува просторот и движењето на граѓаните и да бидат чисти, крајно да бидат чисти, затоа што ако бидат чисти, тие ќе бидат место за социјализација на граѓаните. Што сметате дека треба да му се врати на град Скопје? Луна парк треба да се врати, затоа што едноставно јас сум имал среќа, замислете каква констатација, сум имал среќа да имам Луна парк како дете во главен град во една земја во Европа, ама така не е веќе 10 години за многу деца и сметам дека едноставно недозволиво е за време кога стотици гради никна во град Скопје, Луна паркот да не биде изграден. Ние сметаме дека во следниот мандат може да се започне со возобновување на Луна паркот, повторно тој да биде во владење на град Скопје, значи да нема иницијатива за профит, туку да има иницијатива едноставно да овозможи простор каде што идни генерации на деца може да создаваат спомени кои ние сите ги носиме во себе. Понатаму треба да се во координација со Министерството за култура, затоа што сега пак испадна дека не се знаат ингеренциите на универзална сала каде се, иако експлицитно на Советот, јас сум присуствувал на таа седница каде што им беа предадени ингеренциите на Министерството за култура, така да повторно соработка со централната власт за ревитализација на универзална сала и возобновување на руинирани и напуштени објекти, затоа што ова треба да биде приоритет за следната власт, бидејќи во 2028 треба да биде Скопје Европска престолнина на култура. Што недостасува друго во поглед на културата? Првично треба да се ревитализираат кината, кои се моментално замрени. Имаме само, пак ќе нагласам, комерцијални кина кои се дел од некои трговски центри нови. Треба да се отвори, сметаме дека треба да се отвори, тоа е една многу ефтина работа, се отвори кино на звезди, тоа може да се направи на Средноводно, тоа веќе граѓани го прават, се организираат настани, едноставно да се официјализира во еден настан градски, потоа треба да се врати Скопски фестивал како една манифестација која ќе исполни културата за таа година. Треба да се
да се дадат средства за МКЦ да функционира како што треба, затоа што МКЦ е една огромна институција. Не знам колку граѓани знаат, веројатно повеќето, ама МКЦ има толку многу простории, што таму може да се одвиваат многу активности паралелно, така да сметаме дека МКЦ треба да добие поддршка, КИЦ треба да добие поддршка, а сите културни институции да добијат поддршка. Како планирате да ги вклучите граѓаните во донесувањето одлуки и да се обезбеди транспарентност во локалната власт? Ние сакаме во носењето на генералниот урбанистички план да агресивно да ги испромовираме дебатите за носење на генералниот урбанистички план, а не сега како што се случија некои дебати кои беа едноставно се случија без да знаат луѓето кои живеат на тој простор. Дали се возите редовно со ЈСП или само за рекламни спотови? Јас се возам со ЈСП поредовно од рекламни спотови, а најчестото средство за превоз кое го користам е велосипед. Тоа не е сега, тоа е цел живот. Значи, зборам од моја 7 година, мислам дека сум на велосипед и не сум се симнал до ден денес, така да едноставно од личен порив, затоа што јас тоа го сакам и ме расположува кога го правам, јас мислам дека ќе продолжам примарно да се возам со велосипед.